Изборите наближуваат, партиите се пресметуваат со која артилерија да нападнат, граѓаните пак само сакаат конечно да дојде секогаш ветуваниот подобар живот. Доверба во старите политичари немаат, дел бараат нови свежи, неискусни лица, без дамки во минатото, дел пак немаат доверба во никого. Какви пратеници посакувате партиите да предложат на наредните избори? Никакви. Од старите кадри ни еден да биде све ново. Не мора да бидат млади, може и постари, кои се искусни, кои другачие гледат на ситуацијата, за разлика од младите. Какви пратеници посакувате партиите да предложат на наредните Никакви. Зашто? Искусни, ама непроверени. Искусни кадри од места каде што до сега не сме ги виделе луѓе до сега. Дали двете најголеми политички партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, може да го понудат она што граѓаните го бараат? Од опозицијата велат дека во моментов има внатрешни анкети на кои околу 500 лица се во конкуренција за 120 кандидатски места на листите. Универзитетскиот професор и поранешен пратеник Александар Спасеновски смета дека ВМРО, ДПМН на следните избори ќе понуди нови луѓе, дел искусни интелектуалци, дел млади и просперитетни луѓе. Почнувајќи од младите членови на извршниот комитет на партијата, завршувајќи со една група на интелектуалци кои што и професори кои што имаат статус на специјални советници. Во оваа смисла сметам дека станува збор за една добро обмислена политичка стратегија која што овозможува да се направи еден комплот помеѓу искуството од една страна и нели би рекол новата свежина која што треба да ја проектира ВМРО ДПМН. Владеачката СДСМ најави дека на пратеничките листи ќе има еднаква распределба на мажи и жени, односно 50-50. Ова според Софија Куновска, која во минатото беше начело на Скопскиот огранок на СДСМ, не е многу важно ако повторно лидерот Заев и најблиските соработници сами ги бираат пратениците, како што тоа било случај во минатите два изборни циклуси. СДСМ е исправена пред опасноста пратеничките листи повторно да бидат правени од еден-двајца луѓе во затворен круг, бидејќи, како што знаете, СДСМ ја напушти практиката да кандидатите ги бираат општинските организации на затворени конференции со тајно гласање. Праксата покажува дека вие можете да мислите дека ќе има 50% жени, но прашањето дали ќе бидат жени или мажи станува неважно ако се тоа избраници на шефот на партијата. Партиите, освен пратеничките листи, ги подготвуваат и изборните програми.